Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте си со Љубиша Андоновски. Во минатата емисија говоревме за Европското првенство, екипното Европско првенство, кое што се одржува во Словенија. Тоа започна на 12 овој месец, завршува на 21. Ние сме денес во овие мигови додека снимаме оваа емисија 20 ноември. И денес ќе биде предпоследното коло, каде што Македонија во машка конкуренција ќе се сретне со екипата на Белгија, додека девојките играат против репрезентацијата на Хрватска. Нашата машка екипа постигна досега резултат според рейтингот во рамките на своите можности. Таа беше рангирана 33-та од 39 екипи и сега во моментов се наоѓа на 33-то место. Именно системот е таков што на почетокот на турнирот играат фаворитите со аутсайдери, условно речено, односно оние репрезентации со повисок рейтинг, со оние кои што имаат најмал рейтинг. Македонија на почетокот имаше тешки противници во првото коло. Хрватска загубивме 1:3, партијата и победата на Никола Николовски, единствената во тој меч. Ја видовме во претходната емисија, додека во второто коло Македонија загуби од Шведска исто така со 3:1 и од Словенија, втората екипа, со 3:1. Значи на нашите тежок почеток, тежок старт, за да во четвртото коло да играат со силната велемајсторска екипа на Исланд и тука Македонија заврши, односно успеа да извојува нерешен резултат, а победата на Емил Ристевски против силниот велемајстор Јохан Хјартарсон, ќе ја видиме и на шаховската табла. Во петтото коло нашите беа слободни, тоа заради непарниот број на учесници и заради тоа што бевме пред дното на табелата, додека во шестото коло, значи игравме со репрезентацијата на Ирска, бевме многу близу до победа, мислам практично добиен меч. Не го добивме, завршено решено 2:2, за во претходното седмо коло да ја извојуваме и првата победа против репрезентацијата на Ирска, каде што актуелниот шампион на Македонија Филип Михов победи на четвртата табла во својот дебитантски настап за македонската шаховска репрезентација. Значи успеа да победи, другите три партии завршија реми и ја победивме екипата на Шкотска. Така, по 7 одиграни кола, нашите имаат значи една победа, 2 нерешени меча и 1 бод кога бевме слободни, вкупно 5 бода и сме на 33-то место. Ако направиме анализа на поединечниот учинок на нашите репрезентативци, ќе констатираме дека Филип Панчевски, кој што ја крепи првата табла, што никогаш не е лесно се разбира, освои 1,5 поен од 5 партии, направи 3 реми, имаше 2 порази. Никола Николовски на втората има учинок 2,5 од 6. Тони Лазов на третата има 50% учинок 2,5 од 5, а Емил Ристевски 1,5 од 4. Меѓутоа, па ќе се види како тоа влијаело на нивниот рейтинг, освен Панчевски, кој што губи 10 поени, останатите се во рамките на својот рейтинг. Додека Михов, значи, кој што одигра 4 партии и денес повторно ќе игра во мечот против Белгија, има учинок исто така од 1,5:4. Да се надеваме дека нашите ќе успеат денес да продолжат успешната серија која што трае од четвртото коло и особено од вчера победата, дека тоа ќе ги мотивира дополнително да се обидат да ја победат и репрезентацијата на Белгија. Денес нема да настапи Тони Лазов, значи ќе играме во состав Панчевски, Николовски, Ристевски и Михов. На женскиот турнир девојките беа во првото коло слободни, значи се игра во исто време, на исто место на Словенија.
Исто така, на почетокот имавме потешки противници, така е системот на игра. И во прво коло загубивме од репрезентацијата на Италија, минимално, 1,5 спрема 2,5. Не требаше да загубиме тој меч, но италијанките, поискусни, малку посилни, успеа да нас совладаат. Од Словенија, затоа пак во второто коло, игравме со втората репрезентација на Словенија, неа таа репрезентација успеавме да ја победиме и во третото коло практично да извојуваме нашата прва победа, резултатот беше 3:1. Во четвртото и петото коло дојде црната серија против силните репрезентации на Унгарија и на Чешка, каде што загубивме со максимален резултат, а од Турција повторно загубивме со минимален резултат 1,5:2,5. Затоа нашата втора победа ја извојувавме во седмото коло против Норвешка, 2,5:1,5 и денес играме против репрезентацијата на Хрватска, која што е прилика со наша шаховска сила, би рекол така. Значи и ние, и женската репрезентација, како и машката, има 5 бода, таа се наоѓа на 26-то место од 31 екипа кои што се појавија на стартот на ова европско првенство. Учинокот на нашите девојки е Моника Стојковска на првата табла, 2,5 од 6. Моника Стојковска, еден минус, меѓутоа, според позициите што ги имаше, таа требаше да биде сигурно барем 1 плюс, ако не и 2 плюса, затоа што немаше проблеми во отварањата, имаше добри позиции, некако не ги уловил, не можеше да ги долови вистинските моменти, да ги најде клучните потези во одредени партии каде што навистина имаше голема предност, така што две партии сосема непотребно загуби. Требаше најмалку 1,5 поен, а ако бидам баш објективен, уште 2 поена да има плюс на нејзиното конто на првата табла. Значи, како да е малку не го играна доволно и отсуството од поредовно шаховски настапи го се пројавува на овој начин. Бојана Беатовиќ е нашата најмалку успешна шахистка, односно таа загуби 4 партии од 4. Како да е сосема надвор од практичната игра, освен желба за победа, практично на овој турнир не покажа ништо. Сања Трајковска, која што е највозрасна во ова репрезентација и по 20 години повторно настапува, има учинок 1,5 од 4 и исто така игра, значи во рамките на своите сегашни можности, не е никогаш лесно по долга пауза да се вратиш назад во било која област, а особено и во шахот, така што тој 1,5 од 4 не можеме да го сметаме во никој случај за неуспех на Сања, која што е голем борец, која што добро разбира шах, но долгото отсуство од шаховската пракса, значи се пројавува на овој начин. Сепак така има шанси и денес во мечот против Хрватска, а може би утре, да го поправи својот резултат, кој, ќе повторам, не е лош. Драгана Николовска, повторно е исто така, да речем, надвор од форма, пола од 4. Таа половина ја извојува во вчерашниот меч, после 3 порази од 3 партии, многу тешко да се игра. Вчера имаше одлична позиција, не успеа да конвертира во цел поен, но сепак Драгана е добра шахистка и верувам дека ова е само моментален неуспех. И ќе завршам со нашата најмлада шахистка, со 20 годишната Ивана Манова, студентка на втора година на Машинскиот факултет, која што победи во 4 партии, значи 4 од 6, со добри противнички, која што покажа, би рекол, заедно со Моника Стојковска најдобра игра, со тоа што Манова, кога ги добие своите шанси, таа не ги испушта. И навистина е најпријатно, дори ја не би рекол на изненадување, затоа што верувам, знам дека е веќе она зрела шахистка, значи како 20 годишна. Денес разбрав дека онлайн полагала математика на факултетот, кај што е одличен студент. И очекуваме и дека и таму ќе победи, а веруваме дека тоа дополнително ќе ја мотивира
како и вчерашната ефектна победа против Норвешка и денес да блесне во мечот против репрезентацијата на Хрватска. Значи Ивана со нови 58 рейтинг поени на своето конто е нашата најголема надеж шаховска во моментов на македонскиот шах. Да. Нагласам. Значи тоа би бил тој краток осврт, да речем, за првенството, екипното Европско првенство во шах, кое што се приближува кон својот финиш. Денес се игра предпоследното коло, да им посакаме успех на нашите репрезентативци во мечевите против Белгија, каде што против која репрезентација ќе се борат нашите најдобри шахисти, односно девојките против репрезентацијата на Хрватска. Ќе погледнеме на многу интересна партија, се надевам дека ќе привлечеме вашето внимание и само уште го најавам настанот на годината, шаховскиот настан на годината, а тоа е мечот за светската титула помеѓу актуелниот светски шампион Магнус Карлсен и предизвикувачот Јан Непомнијаши, кој што ќе започне на 26 ноември, значи се бројат деновите. Веќе на сите поголеми шаховски портали мечот е најавен и се чека со нетрпение од широката шаховска јавност тој да почне. Се игра во Арапските Емирати. Форматот е 14 партии, основни партии. Треба да завршат до 24 декември, до 14 декември, а доколку значи нема победник, ќе се разигрува заклучно до 16 декември. Значи од 26 до 16 декември. Со нетрпение го очекуваме тој меч, да разбира дека подробно и тука ќе го проанализираме и ќе го дискутираме. Сега би поминале на шаховската табла, каде што ќе видиме партијата од мечот помеѓу Македонија и Исланд, играна во четвртиот круг, меч кој што заврши нерешено, каде што ние бевме според рейтингот, според составот и според титулите аутсайдери, но беше резултатот краен 2:2. Многу убави победи извојува во тој меч и Емил Ристевски, чија партија сега ќе ја видиме, но и Тони Лазов, кој што исто така во италијанска партија со бели фигури доби многу убава партија. Значи, Ристевски Емил против Јохан Хјартарсон, шахист од Исланд, кој што 6 пати бил шампион на својата земја, на Исланд, но исто така и 2 пати шампион на скандинавските земји, да, 2 пати шампион. Шахист кој што имаше многу добри резултати во 80-тите години, тој дури 1988 година се квалификуваше за мечевите на кандидатите и не само тоа, туку во првата рунда, во осмина финалето, успеа да го совлада големиот и страшниот Виктор Корчној за во четврт финалето да загуби од поранешниот светски шампион Анатолий Карпов во еден меч во кој што прикажа, се разбира, исто така добра висока класа. Значи таков беше предизвикот за Емил Ристевски против долги години најсилниот исландски шахист, кој што и сега е според рейтингот број 3 во својата земја. И Емил Ристевски со црни фигури. Се играше кралско-индиска одбрана. Значи, Хјартарсон се отвори со потегот D4, конј F6, C4, G6, конј C3, ловец G7, E4, D6, тоа е основната позиција во кралско-индиската одбрана. Гледате, белиот зафаќа пространство, но затоа црниот има добар развој и ќе го предизвика тој силен бел центар. Ловец E2, мала рокада, ловец E3. Значи, тоа е една посовремена верзија, сега популарна во последно време
варијанта на кралско-индиска одбрана, но Емил Ристевски веќе има искуство против оваа варијанта. Мислам дека кога победи минатата година на силниот отворен турнир во Белград, токму во една важна средба против млад руски шахист, ја играше оваа варијанта, ја бранеше практично, се бранеше против оваа варијанта и ја победи таа партија, кога беше гостин ја коментираше, беше навистина добра. Ловец E3, E5, D5 и сега потегот конј A6. Потегот конј A6 е подобар потег од конј BD7, затоа што него затвара белополниот ловец, конјот се разбира прво спречува B4, а второ се стреми да дојде на C5 со темпо да нападне на E4. Сега белиот треба да се изјасни кој потег ќе го игра. Мислам дека тогаш имаше место потегот H4, а во оваа партија Хјартарсон игра G4. Хјартарсон 90-тите години се откажа од професионално играње шах и е многу истакнат правник во својата земја, но и покрај тоа, значи тој повремено игра и се уште со добар успех. Значи по G4, тоа е практично повеќе профилактичен потег, белиот нема толку да напаѓа на кралското крило, не сака таму да ја спречи контраиграта на противникот, а потоа да продолжи на играта каде што е посилен, а тоа е дамското крило, а тоа е, се разбира, е заради тоа што белиот има пешак на D5, таму има пространство и затоа тоа е крилото на кое што тој игра. Но се зависи, нели, од понатамошниот тек на партијата. Значи по G4, конј C5, Емил напаѓа на E4, сега белиот треба да донесе решение како ќе го брани тој пешак. Хјартарсон F3, а Емил A5, за да го зацврсти конјот на C5, воспротивно белиот веднаш ќе го избркаше со потегот B4, H4, сега белиот ќе се расшири и со H5 ако му биде дозволено, затоа сега е важен овој потег H5, да се спречи играта на противникот. И сега белиот треба да дефинира што ќе прави со тој пешак на G4. Се разбира дека позиционно би било многу слабо да земе на H5, зашто по конј H5 црниот веднаш би бил во многу подобра позиција. Затоа G5, конј H7, конј H3 и сега F6. Гледате, црниот прави контраигра против пешакот на G5. Значи, тука се состои неговата контраигра. Сега тој нападна 3 пати на G5, затоа што оној конј на H3 може да биде земен од ловецот, така да белиот би бранал 2 пати, затоа белиот мора, нели G6, ловец F6 е лошо, рековме од позиционни причини, дама D2 да го држи тој пешак и сега во еден потег се решава го решава ловецот белополен, го менува за конј на полето H3 за да може да земе на G5. F зема на G5, H зема на G5 и сега тој типичен кралско-индиски потег, таа позициона жртва на квалитет на полето F4. Сигурен сум дека Светозар Глигорич прв го има игра на овој потег во ваков тип позиција пред многу години, чинам, или крајот на 50-тите или почетокот на 60-тите години. Значи тоа е патент на Светозар Глигорич, топ F4. Многу важен потег. Гледате, зашто црниот го дава топот? Тој го дава топот за да го добие полето E5 за своите лесни фигури и да го отвори својот кралско-индиски силен црнополен ловец. Многу пешаци бели се поставени на белите полиња и од тука црните полиња би биле слаби и таа би била многу силна компензација. Освен тоа, нели, сега на некој начин го отсече пешакот G5 од белите фигури кои што бранеа со ловецот и со дамата. Значи, чисто позициона жртва на квалитет, но праксата покажала дека таа игра по црните полиња вреди најмалку колку
понудениот квалитет. Топ G3, B6 и сега ловец F4. Белиот во еден првиот пат не го зема понудениот квалитет, но сега не издржа, иако веројатно дека правилно беше белиот да продолжи со голема рокада, да не го зема тој топ. Но не издржа можеби на тоа искушение белиот, исландскиот велемајстор, и одигра ловец зема на F4, зема на F4. Сега ако дама F4 ловец E5, па ќе земе на G3, па на G5 и црниот ќе има јасно подобра позиција, ќе силен е многу H пешакот, значи топ G2 и белиот продолжува со A4. Гледате, сака да ја отвори диагоналата за ловецот од G7 по пат на потегот A3. Затоа A4 правилен потег, топ C1. Сега белиот се плаши да направи голема рокада, но проблемот на кралот повторно на E1 исто така ќе тема и ќе биде грижа која што белиот ќе треба да ја реши. Значи со топ C1 сака да го засврсти тој коњ на C3, кој што по A3 би бил лабава фигура, а Емил доаѓа со ловецот на блокадното поле E5. Алтернатива на потегот ловец E5 беше дама E7, а по ловец E5 белиот се обидува да биде активен и да најде подобро поле за својот коњ од C3 и затоа игра коњ B5. Нели, може би тој коњ понатаму ќе дојде на D4. Емил го зема пешекот на G5, сега има пешак за квалитет. Крал D1. Белиот нема активни потези во моментот, нели, не, и затоа се обидува вака кралот пешки да најде некако посигурно некое засолниште на дамското крило. Значи, крал D1, црниот крал H7, A3 беше алтернатива, се разбира, крал C2 и сега коњ F7. Гледате, коњот на G5 заврши својата работа, тој најмногу би сакал, нели, да дојде на полето E5 и двата коњи на E5 и на C5 практично контролираат сите важни централни полиња. Освен тоа, нели, во акција порано или покасно може да дојде и G пешакот. Значи, ослободува и поле, топот C на G1 и сега G5, топ H2, белиот очајнички се обидува да најде работа за своите топови, кои што не имаат линии, по топ H2, H4, гледате, се стои монументално цврсто во црниот лагер и оваа позиција е многу полесно да се игра со црни отколку со бели. И навистина нашиот млад мајстор, баш мајсторски ја третира оваа позиција и ја игра. Ловец F1, сега повторно ловецот на E2, гледате, беше загушен од своите пешаци на C4, односно F3, особено на F3. Сака да најде, сега кога црните пешаци се на F4, G5 и H4, полето H3 е примамливо за белополниот ловец. Дама F6, ловец H3, значи повторно ќе кажам, очајнички тражејќи контра игра, ловец B2. Значи тој пешак секако беше загубен, затоа што ако белиот одиграше B3 со цел да не го загуби на тој начин, тогаш А, B3 ќе се отвореше уште и линија за црниот топ. Ловец F5 шах, крал H8, дама G2. Ловец D4 добива темпо. Сега го дава црнополниот ловец за коњ и со А3 полето Б2 и тоа е исто така многу опасно, не можеше да се реши на тој потек. Белиот подигра топ D1 и сега ловец А1, два пати беше нападнат ловецот. Ловецот добро ке стоеше на Е3, но Емил Ристевски го привлекува диагоналата, долгата диагонала А1 H8, прави поле Б2 за дамата и се заканува да даде мат во еден потек. Крал Б1, сега дамата го брани полето Б2 и топот.
но А3, за да го вклучи и топот во игра. Гледате, топ А4, топ Б4, тоа е мат. Дама Г4, тоа е грешка, но тука малку што зависи од белиот. Белиот е практично загубен. Топ А4, дама Х5 шах, крал Г7, гледате, по црните полиња кралот значи има безбедно за солниште, коњот на F7 е одлична одбранбена фигура. Дама Г6, за да не прими мат, нели, ако дама Х7 се разбира крал F8 и шаховите завршуваат. Значи дама Г6, дама зема на Г6, ловец зема на Г6, крал зема на Г6, крал зема на А1. Значи имаме една размена операција. Тоа беше единствено решение за белиот, за да не добие мат, но сега е веќе тој потек коње 5. Тој централизиран коњ кој што треба да им помогне на своите пешаци, сега нападна на F3. Доколку тој пешак падне, при тоа со темпо, со напад на топот, трите црни пешаци како лавина ќе тргнат напред, рушејќи се на својот пат. Од тука топ F1 го брани најважниот пешак, но топ C4, топот влезе во игра со решавачки ефект. Коњ C7 и белиот зема еден пешак, но тој и онека не е важен пешак. И сега повторно, кога имаме силна позиција, кога имаме многу позициони предности, обично има тактичко решение кој што ќе заврши работа, така и во овој случај коњ F3. Гледате, коњот го зема тој пешак затоа што топот не може да го земе коњот заради слабиот основен ред. Гледате, на топ F3 би било топ C1 мат, а топот на H2 е нападна, значи при тоа црниот доби темпо, одигра топот H на H1 и последниот потек во оваа партија, тоа е потегот коњ D2. Повторно со темпо го напаѓа топот и Хјартарсон реши дека е доволно за оваа партија. Му честиташе победата на нашиот млад мајстор. Инаку, доколку продолжеше играта, да речеме, ако белиот сега одиграше топ D1, со нападнатиот топ да игра, да играше топ D1, тогаш црниот се разбира, ќе одиграше топ C2 и на било кој потек, да земеме некој рандом потек или некој потек по случаен избор, како коњ E6, би следело коњ на B3 шах, коњ на B3 шах, белиот би морал да го земе тој коњ, повторно другиот коњ дава шах на B3, крал B1 и топ B2 мат. Значи прекрасна позната матна слика, а која што не може да се брани и гледате во оваа позиција, ако црниот има топ помалку, сепак. Значи црниот ефектно би матирал. Се разбира дека јасно му беше на исландскиот велемајстор дека не би сакал вака да ја заврши партијата и воопшто, значи, една прекрасна победа на Емил Ристевски. Тоа би било се за денешната емисија, почитувани слушатели на ЕСИ Радио. Се надеваме дека го привлековме вашето внимание. Ве повикувам сите да навиваме за нашите репрезентативки, да им посакаме успех, успешно да финишираат и да поминат подобро од својот моментален рейтинг, од своето почетно рангирано место, затоа што играме на вистина и со млади репрезентации, со надежни репрезентации, кои што се разбира дека се поттик и за уште помладите кои што допрва доаѓаат. Тоа би било се. Уште еднаш искрено ве поздравувам, бидете со нас, бидете се и се со Илиша Бановски.